Јас сум Боби Христов, а и вечерва во топ тема за најактуелните политички избиднувања. Видување за помирување на бриселската маса. Што може да донесе посредништвото на европратениците? Можна ли е разврска на политичката криза без рекомпонирање на кабинетот на Илинденска? Дали експерти наблюдувачи се можен гарант за обвинителска истрага за бомбата и пучот? Да, тоа се само дел од прашањата, дел од дилемите за моите вечерашни гости. Универзитетскиот професор и воедно и член на раководството на СДСМ Рената Тренска-Дескоска. Добро вечер. Артан Садику од Движењето Солидарност и универзитетскиот професор Иванка Додовска. Добро вечер и добре дојдовте. Бриселската тројка, Ричард Ховит, Иво Вајгал и Едвард Кукан се подготвени да ги пречекаат представниците на македонските политички партии, односно на ВМРО, ДПМН и СДСМ, во обид да го приближат длабокиот политички јас. Пред да ја почнеме дебатата, краток преглед на последните пораки од еден од посредниците, европратеникот Иво Вајгал. Македонија може да ја изгуби препораката за почеток на преговори со Европската Унија ако не ја реши политичката криза, вели известувачот за Македонија во Европскиот парламент Иво Вајгал. Во телефонски разговор за Телма тој вели во Унијата расте скептицизмот за демократските капацитети на Македонија и можно е по 6 години земјата да ја изгуби препораката за почеток на преговори. Не треба имати никаква илузија око тога. Много има луѓе у Европској Унија кои заправо веќе сумњају у то да е Македонија, дали е Македонија заиста партнер со коим се у овом тренутку може преговарати, ако у тој држави не функционира парламент, ако нема неког базичног договора о приоритетима државе. Вајгал ќе биде еден од олеснувачите во политичкиот диалог меѓу власта и опозицијата, што со посредство на европските парламентарци треба да почне кон крајот на месецов. Тој заедно со пратениците Ричард Ховит и Едуард Кукан, како представници на Европскиот парламент, ќе се обидат да ги натераат политичарите да разговараат. Полазимо од тога да ми не можемо понудити решение за садашње спорове у Македонија. То мора потражити македонске политичке странке и нjihovi лидери. Меѓутоа, ми ćemo vrlo rado biti facilitator, kako se kaže, zato da taj razgovor, jedan konstruktivan razgovor počne i da se odrede koje su političke prioritete. Вајгал верува дека политичкиот диалог е можен, sejedno што власта и опозицијата имаат различни ставови за тоа како да се излезе од кризата. Во политиката, вели Вајгал, секогаш треба да се тргне од тоа дека компромис е можен во секој момент. Во спротивно, додава известувачот, македонските политичари ќе мора да ја понесат историската одговорност, дека во време на криза не се подготвени да се договорат. Во политиката треба да се верува и компромис е можен во секој момент, тоа е пораката од еден од тројцата посредници, но во овој момент во Македонија се чини дека токму компромисот е речиси невозможен. Дескоска би почнал со вас, колку овој формат Бриселска тројка со, како што е најавено, високи представници во прво време од политичките партии, е формат кој што може да почне да гради некаков мост помеѓу јазот во кој што постои, длабокиот јаз кој што постои меѓу двете партии, меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Интересен беше прилогот кој што го дадовте, каде што можевме да го слушнеме дипломатскиот речник во кој што ни укажуваат дека постои во Европската Унија скептицизам за демократските капацитети на Република Македонија. Тоа со обичен говор преведено значи дека Македонија е со водата до гуша. Значи сме во ситуација во која што не можеме да испорачаме уверување дека Македонија има демократски капацитет да ја надмине оваа состојба во која што се наоѓаме. Она што ќе значи помош, значи ние секогаш сме биле отворени за тоа
што би значило помош за надминување на длабокиот јас. Инаку, ако погледнете дека секоја криза која што е направена, предизвикана од човечки фактор, а во оваа ситуација сите овие изборни нерегуларности, прислушкувања, сите проблеми кои што настана во Македонија се предизвикани од власта, кога е од човечки фактор предизвикана кризата, мора да има решение и има решение ако има волја. Значи, на двете страни гледаме поларизирани. Да имаше волја, немаше да дојдеме до ситуација да посредниците, да имаме посредници. Значи, ние гледаме две поларизирани барања и две поларизирани страни и излазните решенија би биле две. Едното решение е да се оди на максимизирање на штетата, тоа значи зајакнување на механизмот на репресија од страна на власта, кој што постои во моментот, продлабочување на јазот уште повеќе, понатамошно лудо трошење на финансиски средства кои што ги прави власта, загрозување на интегритетот, дури и физичкиот интегритет и слободата на сите неистомисленици кои што се на владеачката политичка партија, може да следат ибарски магистрали кои што ги гледавме во Србија, може ќе ги разговараме тие детали и специфики. Една опција. Оно што ме интересира е, значи, начелниот став. Дали сметате дека олеснувачите можат и дали има простор, без оглед дали ќе се отиде прво во Брисел или тие ќе дојдат тука, тоа се уште не е јасно. Дали има некаков простор за каков било компромис? Значи, Социјалдемократскиот сојуз јасно ги понуди основите за кои што треба да се разговара. И нема да се отстапи од ниту еден од тие услови, тие основи за разговор со владеачката партија. Дури ако се сеќавате, лидерот на СДСМ отиде на разговор повторно по иницијатива на Европската Унија со премиерот да разговараат околу можностите за отпочнување диалог. Што добивме од другата страна? Добивме снимање на лидерот на опозицијата, што е шамар не само за опозицијата, туку е и шамар за Европската Унија која што иницира диалог. Ако правиме диалог само за да се снимаме и потоа да пуштаме неидентификувани снимки на YouTube, тогаш немате поента. Но овој пат мислам дека каналите и изворите се неидентификувани, некои снимките се идентификувани. Ограничен е кругот на луѓе кои што може да дојдат до тие снимки. Така што лесно може да се идентификува. Има ли простор преку овој формат да се најде некаков мост за овој политички јас? Мислам дека првичен предизвик е дека некој во оваа држава мора да даде рационална порака. Мора внатре некој да смисли стратегија. Да, меѓународното посредништво е повеќе и потребно во ваквата ситуација. Но тие ќе посредуваат помеѓу две страни. Дали има некој се уште останато разумен во оваа држава кој ќе понуди стратегија за излез од кризата која ќе се состои од реални остварливи чекори. Во овој момент барањето за избори е тотално неизводливо во сегашната ситуација, бидејќи имаме целосна државна структура, целосен институционален апаратус ставен во функција на манипулирање на изборите. Од друга страна, формирање на преродна влада со договор или компромис нема да ја реши ситуацијата, токму поради фактот што тој компромис ќе биде пресликан во форматот на таа влада и ќе добиеме после влада која внатре во себе се конфронтира. Значи, проблемот ни е доста посериозен и порадикален со она што се соочувам. Јас сметам дека ако Европската Унија можеше да назначи премиер на Италија, на нејзина држава членка, ние можеме да бидеме спремни да имаме конкретни програми и конкретни предлози од страна на Европската Унија за прво и пред се формирање на власт која нема да биде резултат на преговори на ваквите партии, туку ќе биде резултат на прифаќање на двете партии. Токму поради фактот што компромисот во овој случај ќе го преле тој јас, таа борба отворена внатре во институциите. Какви што ни се институциите сега, она што најмалку ни треба е уште поголемо разорување од внатре на институциите. И не сметам дека таква една влада треба да биде представничка на различни политички интереси кои внатре во владата ќе се пребиваат и ќе си водат трка едни со други. Да, има неколку различни концепти од тоа дека воопшто не ни треба влада експертска, концентрацијска, ќе ги... Од друга страна сметам дека големиот предизвик е помеѓу две идеи водечки во држава. Она што се случува сега
и оние идеи кои се пласираат од политичките актери се вртат околу ситуацијата која самите ја креираат. Нас ни треба идеја која ќе извлече целосно државата од ваквата ситуација и ќе ја извлече од поларизираните позиции без оглед за кој навива, и нас ни треба развивање на нова идеја, нова визија за едно ново општествено мнозинство која ќе поддржи институционалната рехабилитација на Македонија и враќање на прогресивниот демократски пат. Ова е веќе најава на платформата на солидарност, меѓутоа ќе се вратиме на сите позиции. Додоска, кој е вашиот став околу меѓународното посредништво, од она што досега го следам како ваши позиции во овој судир меѓу двете вистини, во судирот на бомбата и пучот, некако постојано сте на страна на аргументите кои што одат во прилог на кривичната пријава за пучот, речиси со безрезервна поддршка. Од тој ракурс, која е вашата позиција во однос на ова можно веќе неможно, туку веќе очигледно посредништво пред врата и можностите тоа да биде излезот од кризата? Да, ви благодарам, Боби. Сметам дека нешто што најмалку и треба на Република Македонија е повторно елитистичко уредување на државата или повторно превагнување на силите на една гарнитура која што владее со децении со овој простор. Она што мене лично ме мотивира и во моите политички анализи се осврнувам, тоа е можеби во прв момент продесно ориентирано размислување и анализирање, но во секој случај се водам од основните постулати на кои што е изграден правниот поредок во Република Македонија, а тоа е пред се уставот и законите. Оттаму особено во однос на зачувањето на човековите слободи и права, како и од гаранциите кои што произлегуваат од член 50 од Уставот на Република Македонија, моето убедување и лично размислување во овој поглед и во овој процес е дека мора да се држиме до почитувањето на легалните институции на системот, мора да се дозволиме на себе да веруваме дека институциите се поставени за да бидат во интерес на сите граѓани на Република Македонија подеднакво, исто како и тоа дека во сиот овој процес од гранчињата некако во целава оваа ситуација во која што се поставивме сите и неминовно не можеме да бидеме ниту неутрални, ниту да излеземе од оваа приказка, бидејќи се однесува на сите нас. Имаме ситуација во која што имаме сериозни докази, а тоа се материјалите, меѓу другото, од прислушувањето, кои што укажуваат на сериозна злоупотреба на институциите. И тоа не е само констатација веќе само на опозицијата, туку и констатација која што доаѓа и од надвор од меѓународната заедница. Веќе ви кажам, јас не сум кривичар по професија, но она што успеав да го видам од кривичниот законник, како и другите правни акти кои што го сочинуваат, ќе речем повторно правниот поредок на Република Македонија, е тоа дека никој не е виновен додека со присуда не биде потврдено поинаку. Тука мора сите да внимаваме на презумпцијата на невиност. Вториот моментум е начинот на кој што се добиени овие нелегално лиферувани телефонски приватни разговори на јавни функционери, на јавни личности. Третиот момент е сценариото кое што ја гради приказката за тоа кои селектирани разговори ќе се одредат да бидат пуштени во оптек и со каква намена, а од она што можевме да се увериме, јас дури изутринава имав можност да го слушнам целосниот разговор, ќе ви го посочам и на вас, можеби сте го слушнале, помеѓу господинот Мендух Тач и господинот Сашо Мјалков, каде што господинот Заев имитуваше еден исечен дел од разговорот, а потоа излезе на YouTube целосниот разговор, пошто ќе видиме дека дефинитивно има одредени структури кои што ги монтираат и го создаваат впечатокот да биде таков за да биде нели инкриминирачки. Веројатно Десковска ќе ви реплицира, меѓутоа јас имам само уште едно дополнително прашање до вас. Без оглед дали сте кривичар или која е вашата специфична сфера на работа, сепак пред сте правник. Дали како правник, како политиколог не ве загрижува фактот што е прекршено едно од основните права на граѓаните, приватноста. Значи, факт е дека во државата се прислушувало. Имаме две варијанти за тоа кој го правел тоа. Една е дека на господинот Заев, дека тоа е луѓе, тоа го правеле службите. Владата исто така тврди дека да, тоа е правено од службите, меѓутоа по наречка од надвор, од странски служби. Не ве загрижува ли фактот што сепак е прислушувано дека системот
дека институциите не успеале да го спречат тоа и дека од тука некој во таа општествена државна хиерархија само заради тоа што не го спречил тоа прислушување треба да понесе некаква одговорност. Видете, во секој случај ценам дека ќе има превземање на одговорност, ама за тоа ќе треба одговор да дадат релевантните институции на системот. Не збориме зборуваме за политичка, морална, етичка одговорност. Бидејќи сте на чело на институции кои што не спречиле, еве да ја прифатиме 100% теоријата на владеачката партија, кривичната пријава да кажеме дека е 100% дека така е како што тврди МВР, останува фактот дека оваа држава има институции кои тоа не го спречи. Видете, пани Меркел не успеа да се заштити, германска канцеларка и лидер едноставно на Европската унија, а еве тоа го докажува и аферата дали со Асанж како и со Сноуден, а камоли мала држава како Република Македонија која што од сите страни и однадвор и одвнатре се соочува со голем број на предизвици. Ја само во интерес на нашите гледачи би сакала да ве потсетам на аферата Големото уво од 2000-та година која што е обзнани господин Тито Петковски, која што после тоа многу брзо време беше нели заташкана бидејќи се најдоа многу играчи од двете страни кои што веројатно беа засегнати. Со години преовладува вака меѓу народот, бидејќи ние сите доаѓаме од народот и знаеме дека преовладува чувството на одредени сомненија како што се развиваат и технологиите, како што се развиваат и комуникациите, така и опциите, дека е возможно некој нелегално на некаков начин да се обиди да дојде до приватни телефонски разговори. Но тоа, видете, тоа е работа на, повторно ќе кажам, истражните органи. Она што ние треба да го имаме во предвид е дека начинот, постапката на која што господин Зоран Заев се одлучи да ги лиферува во јавноста е кривично дело. Тоа е она што треба да се каже и тоа е јасно како ден. Има друг тип на постапка, доколку господин Зоран Заев сметаше дека треба да се обзнани или да се укаже на одредени нерегуларности, јас не можам од овој агол да кажам дали имало или немало. Не сум била инволвирана во тоа. Но она што можам да ви го кажам е дека сметам дека е многу непријатно и некоректно кон граѓаните да се поставите во улога на содржината за вас не е релевантна, сите тие докази за манипулации, малверзации, злоупотреби на обвинителство треба да си процени и да си почне. Предпоставувам дека сте ги слушали, затоа лично вас многу мал дел ви реков од која причина, бидејќи во принцип ја ценам приватноста на луѓето и ве верувајте да станува збор за мене лично, јас не би сакала да знам доколку некои други двајца луѓе разговарат. Десковска па Садико, предпоставувам има многу простор за повеќе прашања се отворија околу оваа афера. Се спомна и аферата Големо уво, значи да ве потсетам, таа афера имаше и судска завршница, имаше новинари, ваши колеги кои што добија судски пресуди заради тоа што и оштета заради тоа што биле прислушкувани. Имавме акт на помилување од тогашниот председател на држава на лица кои што беа посочени како виновници. Ако го не постоеше тој акт на помилување, ќе имаше и судска постапка против нив. Значи, имаше некаква разрешница. Самиот факт што преку 20.000 луѓе се прислушкувани во Македонија е скандалозно од аспект на заштита на нашата приватност, од заштита на нашите човекови права, но и логично е дека тоа прислушкување, значи на толков масовен круг на луѓе може да го направи само внатрешна институција во Република Македонија. Значи никој од надвор нема да се интересира што зборувале новинарите кога бил случајот со комисијата од 24 декември. Или што зборувала опозицијата, ги посочувате случаите, примерите со Меркел, посочувате со други високи функционери, значи тоа е сосема различен случај. Ниедна надворешна служба не би се интересирала за 20.000 луѓе, над 20.000 луѓе што зборуваат во Македонија. Инаку, кога станува збор за објавувањето на документи кои што укажуваат на сериозни пропусти во државната администрација, државната служба и кои што укажуваат на сериозни злоупотреби кои што се правени, ние имаме судска пракса уште од 1971 година, кога не сме ни биле родени. Значи имате пракса во Америка, се отвори случајот наречен Pentagon Papers. Во тоа време воен аналитичар дава документи од Пентагон кои што биле класифицирани како строго доверливи, во кои што се изнесени факти околу тоа како администрацијата во Соединетите Американски држави придонела за војната во Виетнам и за определени негативни чекори. За јавноста, значи, дека е побитен јавниот интерес. Во тој случај, значи, се обиделе да го спречат објавувањето на тој материјал кој што се води како таен,
Американските судови, Врховниот суд одлучил дека има јавен интерес тој материјал да биде објавен. Да не одиме толку далеко. Европскиот суд за човекови права, кој што е прилично релевантен за Македонија, бидејќи Европската конвенција е дел од македонското право и ние кога судиите кога ја применуваат и ние кога ја толкуваме, кога зборуваме, се повикуваме на праксата на Европскиот суд за човекови права. Во 2006 година има еден случај, радио Твист Ас против Словачка, кој што се однесува на тоа дека една радиостаница емитувала телефонски разговор помеѓу премиерот на Словачка и владен службеник од Министерството за правда. Разговорот се однесувал на прашање кое што е од јавен интерес, а тоа е управување и приватизација на државни предпријатија. Постоел обид да се спречи објавувањето, односно да се санкционира објавувањето на тој телефонски разговор, и словачките судови тргнале од предпоставка дека не смее да се објавува. Европскиот суд за човекови права јасно има во своја пресуда кажано дека и покрај тоа што телефонскиот разговор е снимен незаконски. Значи, како што се и овие материјали излезени, што се добиени од да бидеме по-концизни, само значи сакате да кажете сакам да кажам дека Европскиот суд потенцира. Имате јавен интерес да слушнете како се разговара за прашања од државен интерес. Значи станува збор таму за приватизација на државни предпријатија. Овдека имате ситуации кај што имате сериозни разговори за фалсификување на изборната волја на граѓаните, за изборни притисоци, за уцени, за корупција на избирачи, па имате дури разговори за тоа како ќе ги поништувате гласачките ливчиња, како ќе дофрлате, ќе крадете избирачки списоци. Значи тука не станува збор за приватен разговор, станува збор за јавен интерес. Добре. За нешто што се однесува од Артан, и вие имавте некакви забелешки на додоска, па ќе ви дадам. Апсолутно, мислам дека во овој момент најголемата заблуда се случува ако се трудиме легалистички да го решиме, да придеме кон проблем. Значи во овој момент гледаме како власта притисната од различни страни со критика и со мобилизирање на граѓански форми на притисок, се труди да ја врати реториката на уставот и законите и институциите, но доаѓајќи од активистичка позадина, во последните повеќе од 6 години, цело време окажуваме, оваа власт, се повикуваме на законот и на уставот и на институциите дека оваа власт ги злоупотребува и крши уставните и правните принципи во оваа држава. Дека власта со носење на законите од доменот на социјала ги крши уставниот принцип на социјална држава. Дека со случајот Сопот, исто каде што бев активистички организиран, институциите на правосудството беа во служба на еден монтиран процес, што после протести и меѓународен притисок 11 луѓе беа ослободени, но никој од таа судска власт не превзема одговорност или не беше гонет кривично за казнувањето на тие луѓе. Понатака имавме, морам да се искажам, имате процес каде власта потполно го игнорира деловникот на собранието и носи закони по итна постапка кои не мора да се носат по итна постапка. Граѓанското движење, разумните во државата укажуваат на законот, на законите, на институциите, на некоја правна постапка која е пропишана и која мора да се следи, власта тоа го игнорира, не го слуша. Но имавме случајот Кежаровски и многу ред други случаи. Имате студентите, објавуваат јавна дискусија, јавна расправа на кои самите учествуваат. Студентското движење укажува на прописите во законот што и како треба да изгледа јавна расправа. Добро, вашето толкување беше дека сето слуша тој глас. Кога граѓаните бара почитување на законот и на уставите, власта не го слушаше тоа. Значи власта самата го делегитимира аргументот на повикување на закон и на устав и на институции со своето непочитување на законот, на уставот и институциите. Сега која е притисната, сака да го рехабилитира тој аргумент, но е доста касно. Затоа овој момент е политички. То и политички е токму поради фактот што власта ги направи законот, институциите и уставот неискористиви со нејзината пракса во последните 7 и 8 години. Додоска. Простете што сум значи до смрт идеалист, но јас не можам да се согласам со ова што го кажува Артан до крај. Ќе ви кажам зошто. Институциите на системот и промените се случуваат само од внатре, не од надвор.
професорката Десковска имаше добри поенти и тие историски докази ни покажуваат одредени процеси кои што се во функција на развојот на цивилизацијата и ние не можеме да се враќаме назад од и се разоруваат. Но како што ги разори. Може да се разоруваат ако им дозволите. Јас на пример повторно ви повторувам, никогаш не се плашам да го кажам јавно тоа што го мислам. Без разлика на тоа какви последици ќе има или каков притисок ќе трпам. Јас ќе ви кажам и некои други примери, но сега во интерес на времето и во вашето ценето внимание не е потребно, мислам дека и нашите гледачи не би требало да се замарат. Има од двете страни многу приказки кои што може да си ги кажеме. Па ако земеме да гледаме во последниве повеќе од 2 децении, што се случуваше и во однос на човекови права, во однос на слободи, во однос на лиферување на податоци, во однос на некои други аспекти, тогаш ќе ни се крене косата на главата. Но она за кое што јас мислам дека сум компетентна и можам да кажам, а тоа е она што јас лично го мислам и во што верувам, е дека прво не смееме да забораваме дека веќе имаме еден осуден со правосилна судска одлука кој што даде признание, такво како што го даде и кој што ги насочи институциите на системот и понатаму да водат судската постапка. Во контекст на тоа кој дал наредба, дали се работи за странска служба, дали се работи за странска држава, дали се работи за одредени структури од надвор, кои што во соработка со структури од внатре правеле нешто нелегално, тоа повторно ниту ниеден од нас тука не можеме да го кажеме сосема до крај. Значи, за тоа си има истражни органи, си има судски органи, треба да веруваме во кривичниот законник, во уставот на државата и да се бориме до крај таа работа да добие правна разрешница. Она што треба исто така и лично сметам, дека треба да внимаваме. Тезата и на Артан и на Десковска е дека токму со овие снимки се покажува дека владењето на правото во Македонија е фарс. Тоа Артан и неговото движење го имаат напишани како официјална декларација, коментар во однос на овие. Она што го, еве јас ќе ви кажам тука, ќе ме земете и со резерва, бидејќи јас многу малку работи имам слушнато, но од она што го слушнав, она што мислам дека како обичен граѓанин и посебно ме трогна и одлучив дека не е во ред да продолжам да ги слушам тие приватни телефонски разговори е тоа што прво приметив дека има доста монтажа, значи тука се сечени парчиња. Второ, на почетокот господинот Зоран Заев со сиот респект, толку време го анализираме, мислам дека човекот навистина веќе во тој притисок во кој што живее добро е вака и што ги прави сите овие акти неразумни. Ако се слушнат во јавноста, значи зборувам во јавноста, пренесени се во јавни медиуми, обвинителството со таква информација која има во јавноста би морало подитно да реагира. Абсолютно. За било кој случај. Да, апсолутно. За било кој случај. И сигурна сум дека во институциите на системот се работи на тоа. Верувам дека е така. Доколку не ќе видиме со текот на времето, па тогаш ќе смениме риториката или ќе го кажем. Но сакам само уште ова да имаше многу случаи кај што требаше да видиме институциите да профункционираат. Значи вие имате сериозни разговори кои што укажуваат дека институциите не функционираат. Некои укажуваат на криминал, некои на неизборен криминал. Значи различни разговори беа презентирани. Врз основа на допрен глас, обвинителството треба да профункционира и да отвори истрага за тие случаи, да испита. Значи не само разговорите, да си собере други докази за случаите, да почне да ги процесуира. Добро е што го спомнавте случајот во кој што имаше експресна одлука, присуда донесена врз основа на спогодба. Значи, интересно беше што кога почна целиот случај, почна да се зборуваат дека странски служби се тие кои што ги доставиле материјалите. После одеднаш имате уапсени лица кои што се вработени во МВР. И сега веднаш ви се поставува прашањето как може, ако се странски служби, зошто апсите лица од МВР? Не само што премиерот излезе со таа драматична пресконференција да најави дека ќе има судски процес кој што ќе биде транспарентен. Бога ми, ја не видов никаква транспарентност во оваа прва судска одлука што е донесена, никој ништо не дозна, се беше завршено некако на брзина и под, да ви кажам наискрено, чудни околности со чудна брзина. Добро, од друга страна, формално правно има покритие, тоа има можност во закон. Процедурата вие можете да ја терате, ама во ситуација кога лиферувате во јавност политички пораки и најавувате судски процеси, кога премиерот ви најавува судски процеси, кога знаете дека
тие судски процеси имаат сериозна политичка позадина, треба да имате транспарентност на процесот, заради тоа што секој може да се посомнева во таа спогодба што е направена, во таа одлука што е донесена. Така што зачудува, сите ние сакаме да веруваме дека институциите функционираат, ама за жал не функционираат. Значи, пазете, снимка која што е снимана во премиерскиот кабинет, во која што се знае, ја не можам да влезам во премиерскиот кабинет да снимам или да земам снимка, ставена е на YouTube, ние до сега не слушнавме од каде е, што е, како е, значи тоа е тесен кругот на лица. Бил оценувани заради тоа побарал посебни мерки. Ама тие мерки не сме да се објавуваат на интернет. Значи, обвинителството рече ќе истражува како стигнале на интернет. За тоа им треба колку? 3 месеци, 5 години за да истражат како, а се знае дека е ограничен кругот на лица што имаат пристап до тие снимки. А од друга страна имаме експресни одлуки во други случаи, така што за жал институциите не оставаат простор да веруваме во нив. Заради тоа што вие слушате разговори во кои што ви викаат ќе направиме нашите да бидат секогаш исправни. Па извинете, институцијата не треба да гледа дали сме наши или ваши, него треба да се гледа да се спроведе устав и закон. Инаку во тој случај имате ниту владење на право, имате девастирани институции и затоа сме ние во сериозна институционална криза и криза која што од таа институционална криза премина во политичка и во државна криза. Очигледно имаме и тука судирна две различни гледишта. Она што официјално го имаме на маса се нели две иницијативи. Првата е посредништво за диалог и втората експертска помош за наблюдување на јавното обвинителство. Ке почнеме со рети за двете опции по кратката пауза за реклами. Се враќаме за кратко. Повторно сме назад во топ тема со моите гости, универзитетските професори Рената Десковска и Иванка Додовска и Артан Садику од движењето Солидарност. Во првиот дел од емисијата слушнавме дека Европската тројка ќе бидат само олеснувачи за преговорите, нема да бидат медијатори, значи дека од нив не треба да се очекува некаков предлог, туку тие само треба да го олеснуваат диалогот. Познато е со што ќе отиде СДСМ, тоа се барањата кои ги предочи лидерот Заев, оставка на владата, на јавниот обвинител, на директорот на МТВ и формирање на преодна влада, која што понатаму треба да расправа за сет прашања. Тоа премиерот го отфрла. Од што ќе се почне на таа прва средба? Од што би се почнало реално за да се стигне до каков таков компромис? Значи, Социјалдемократскиот сојуз веќе нема намера да влегува во Палома хартија договори. Значи, јас лично имав искуство во таа комисија од 24 декември, која што беше наблюдувана од представници од Европската Унија, кои што присуствуваа на чинот на подпишување на извештајот. Што значи тоа нема намера во Палома договори? Значи, тоа значи дека преодната влада, како гаранција дека ќе се спроведе она што е договорено, е неопходниот услов со кој што Социјалдемократскиот сојуз би седнал на маса за разговори. Значи, вие ако имате ситуација во која што имате сериозни докази дека некој ве краде на избори, дека немате институција на која што може да се потпрете, тогаш мора да барате гаранции дека она што ќе го договорите ќе биде спроведено. Се направи извештај за 24 декември, тој видовме како заврши. Се направи договор за изборниот законник, све што беше договорено беше испрекршено во текот на изборниот процес. Значи, само договори со лажна волја од страна на владеачката партија да седне колку да седне, без волја да го имплементира тоа што го договорила, значи тоа е нешто што не залажува и нас како опозиција, залажува јавноста, залажува Европската Унија, така што такви разговори се непродуктивни. Доколку има вистинска волја да се седне и да се направи вистински договор, кој што потоа ќе имаме гаранција дека ќе биде имплементирано од страна една преодна влада, значи за форматот би се разговарало, станува збор за влада во која што би седеле компетентни луѓе да го спроведат она што го договараат. Значи, целта не е на Социјалдемократскиот сојуз да дели власт со ВМРО ДПМН, па да седи во заедничка власт. Значи, тоа апсолутно не. Во преговори секој оди со максималистички позиции, тоа се максималистичките позиции на СДСМ или основата од која што линијата од која нема бегање. Тоа се реалните позиции од кои што нема бегање. Значи, ние, еве искрено да ви кажам, кога седнавме во комисијата за 24 декември, отидовме со
отворени барања, од кои што ни се минимални барања. И тоа беше почитувано од страна на медиаторите или наблюдувачите од страна на Европската Унија, бидејќи не одевме да цртаме кули од карти што не постојат, нашите барања беа реални и тоа беа нашите црвени линии. Премиерот вели не на преодна влада, не на избори. Простор за компромис? Значи, нашите позиции се јасни, познати. Оној кој што е фатен во извршување на действија кои што не се дозволени, тој е тој кој што треба да размисли. Ние се наоѓаме во ситуација да Македонија ја води една локомотива, а возот е излезен од шините. Одговорноста на сите нас е да се обидеме, да ја закочиме таа локомотива затоа што одиме во провалија. Ако таква волја нема од страна на другите локомотиви кои што се на возот, ние тука немаме што друго да правиме, освен да се бориме за вистината во Македонија. Која е вашата позиција? Премиерот рече не на преодна влада, не за предвремени избори. Што очекувате реално да биде ставено на маса? Пред се би сакала да кажам дека многу е поразлично кога доаѓате од аспект на политички субјекти, кога ги гледате работите од тој агол или кога ги гледате од агол на некој кој што од страна гравитира. Она што мене ме посебно изненадува од страна на опозицијата е како покрај толку паметни луѓе да не се свати дека мора да се почитува волјата на народот и мора да се почитува изборниот резултат. Да, ако е фер изборниот резултат. Ама тука е проблемот што немате фер изборен резултат. Значи имате сериозни индиции и докази кои што ви покажуваат дека имате проблем со избирачкиот список. Значи тоа не е само опозицијата само ги лиферуваше доказите и разговорите што го потврдуваат тоа. Тоа ви е вас напишано и во извештајот од ОПС ОДИХР стои дека имате непрочистен избирачки список во кој што имате гласачи кои што не би требало да се најдат таму. Значи не е нормално вие да имате 70 луѓе во еден стан запишани. Понатаму во извештајот на ОПС стои, значи настрана разговорите што ги дала опозицијата. Имате дека има притисоци, значи они кажуваат има веродостојни пријави, значи тоа ви е тој дипломатски речник, ама многу отворен, за притисоци врз избирачи, за уцени врз собственици на мали фирми, значи станува збор за работи кои што се нотирани во извештајот на ОПС. И сега тоа нема во ниту една реченица во извештајот на ОПС ОДИХР да најдете дека изборниот процес на претходниве избори биле фер и демократски. Нема таква реченица. Кога не ви ги оценуваат како фер и демократски, тогаш имаме а сега имате сериозни индиции што ви покажуваат дека легитимитетот на владата е спорен. Кога вие имате разговори во кои што ги гледате сите злоупотреби што значи ние ги гледавме цело време дека се случуваат, укажувавме и ОП се укажува сега веќе тоа можеше целата македонска јавност да го слуша. 150.000 гласови е невозможно да бидат украдени. Тоа е едниот момент. Вториот момент кој што мене посебно ми остава впечаток е дека Социјалдемократскиот сојуз во оваа ситуација ценам моето лично убедување тоа дека многу повеќе ќе добиеше доколку оваа процедура ја правеше во рамките на собранието, каде што има институции, комисии во рамките на во собранието. Слушате разговор во кој што ви викаат Тито Петковски, како неки му даеме да влезе да врши надзор на вакво над работата на ДБК. Значи имате разговор во кој што ви се кажува дека имало комисија во која што Тито Петковски е председател, ама тој не може да влезе во МВР да изврши увид. Видете, ама собрание, она кој што беа избркани пратениците 24 декември. Тама професорке, тоа беше напад на собрание. Кажа колегата, собрание кое што носи закони по се вртиме во круг околу стари прашања. Прашањето беше има ли тука некаков простор за каков било компромис? Ценам дека ова е вештачки наметната политичка криза, тоа е мојот личен став. Ценам дека во овој момент е добро да се малку олагат главите и опозицијата и позицијата повторно да седнат на маса. Добра идејата, нека има и наблюдувачи, покажуваме колку сме созреле, ќе ни треба повторно помош. Тоа е за големо за разочарување, но може би и некаков баланс. Ако е така, нека биде. На Македонија треба исто така добра позиција како што треба добра опозиција и квалитетни решенија од двете страни. Инаку власта тогаш навистина ќе биде толку самоволна и ќе има толку простор да навистина да не знае каде е границата. Ако не постои опозиција која што ќе го каже тој или ако не постои корекција или подобри програми и подобри визии. Во моментов тоа го немаме,
имаме една ситуација која што е многу непријатна и за која што јас мислам дека секоја индивидуа, не само премиерот Никола Груевски, доколку направи отстапка и доколку се повлече од тронот, ќе се случи нешто исто како со изборот на господинот Петар Гошев на почетокот на 90-тите и тоа ќе биде крај на една политичка кариера која што после тоа веќе ќе отиде во неповрат. Но она што можеме ние сите да имаме влијание и удел е да веруваме дека ова лиферување на нелегалните телефонски разговори престане, целата телефонска документација да биде предадена и на странци, ако треба, значи нека се направи тим заедно во обвинителството кои што ќе бидат компетентни, релевантни, ќе имаат морал и етика, да бидат објективни, да се прегледа дали на вистина има вистински моменти, значи не сечење, не кастрирање. Сакам уште нешто преска, сакав да кажам, но ете толку беше времето, ќе ми дозволите само во интерес. Знаете, на почетокот господинот Зоран Заев излезе и рече опозицијата е снимана. До сега имаме само 2 телефонски разговори каде што имаме опозицијски разговори. Едниот е на господјата Радмила Шекеринска, каде што треба да прикаже дека таа е грижлива со граѓанка, со партија, се интересира за народот, и на господинот Зоран Заев, каде што треба да имаме приказна дека тој е грижлив родител. Така, сите други телефонски разговори се однесуваат на јавни личности или на владини функционери кои што се разговори за било што. Знаете, тоа е интерес. Што ме загрижува Радмила Шекеринска што зборува со мајка или со страшно, ќерка. Но може би би било добро да чуеме како разговараат Петар Шилегов и Зоран Заев. Или Радмила Шекеринска и Зоран Заев. Тенденцијата да се преправаме дека живееме во нормална држава. Од една страна не можеме да се преправаме повеќе дека живееме во нормална држава, од една страна, таа е тенденцијата, од друга страна не можеме да подпаднеме под ургентноста дека сега одеднаш све не чини во Македонија. Во Македонија нешто не чини од толго време. Во последните години Македонија во ниеден извештај на ниедна меѓународна организација не е оценета како да Freedom House не оценува како хибриден режим. Последните истражувања за здравството во Македонија покажуваат и таков е насловот. Земји во кои не сакате да завршите во болница, Македонија е прва во ранг листа. Не може опозицијата да ги режира сите тие меѓународни рейтинг листи и меѓународни коментари. Кога би можела тоа да го направи, сигурен сум дека би можела да организира подобра стратегија како да се бори со власта, отколку на пресконференции да фрла бомби. Од тука, значи мислам дека мора да излеземе, да пронајдеме решение и стратегија како да излеземе од ситуација на двојна уцена. Апсолутно не смееме да продолжиме да се преправаме дека Македонија е нормална држава и дека живееме во нормална држава, иако многу сакаме. Тие што најмногу сакаат до сега се на улици. И многу случаи во историјата не учат како политичките актери, кога немале визија како да решат одредена политичка криза во државата, граѓаните биле тие кои ги притиснале и ги научиле како таа криза да ја решат. Мислам дека тоа е некоја линија која може преку граѓанска мобилизација на притисок врз институциите. Во конкретниот случај, притисок врз обвинителството, за обвинителот да може на тој притисок да не може да одолее, а да може да одолее на политичките притисоци и да почне да ја врши својата работа според уставот и законите. Ама за тоа и тогаш според уставот и законите, инаку не треба да биде таму кај што е. Обвинителот е обврзан до сега многу случаи да ги реши, кои не се решили, не сакаме сега да ви набројам листа колку случаи и каква е реактивноста од страна на обвинителството и на целокупниот правосуден систем. Да го испорачаме тоа во јавноста и да слушнат и да ги подсетиме доколку некои работи се пропуштиле за да се стават во оптек. Ако некои работи се пропуштиле под притисок на оваа власт, некој мора да поземе политичка одговорност, а потоа и правна одговорност. Не може во овој случај вие да се повикувате апсолутно и ексклузивно на правна процедура кога во држава имаш политичка криза која од независноста до денес е најголема политичка криза. Дали е поголема политичка криза од 2001, токму поради фактот што меѓународниот углед на државата е разрушен. Отворите било кој меѓународен сајт, меѓународно списание, немате ни еден позитивен извештај, текст напишан за Македонија. Ако сакате да не се концентрираме во оваа криза која може да кажете дека е генерирана од опозицијата, ајде од пред одна година, кога опозицијата не правеше криза, кога не фрлаше бомби. Јас можам да ви наредам 100.000 истражувања кои кажуваат дека Македонија е социјална мизерија и социјална бомба во Европа. И не само во Европа, и во споредба со сите држави на бившиот Советски сојуз.
И тоа е опозицијата го креира. Македонија е држава во која според истражување на меѓународни агенции и организации кои се бават со слободно изражување и слободно новинарство, е држава во која немате слободно новинарство. Тоа не го изгенерира ни опозицијата, нити пак не знам протестите. Значи има, ако сакате да кажете дека оваа ситуација е генерирана од опозицијата, ајде да идеме претходните години. Напротив, сакам нешто друго да ви кажам. Сите тие резултати се последица на константно рушење на основните принципи. Ние мора приказнава да ја извадиме од легални аргументи, да ја вратиме на основните принципи. Дали законите кои се носат ги почитуваат основните принципи врз кои оваа држава е изградена. Првиот принцип кој константно се крши е принципот на социјална правда. Тој принцип не може, кршењето на тој принцип не може да го прилепите на опозицијата само, бидејќи и порано и опозицијата учествувала во кршење на тој принцип заедно во соучество со власт. Саке ви кажам, прво, значи мора да водиме сметка на неколку работи. Значи ова е многу важно. Прво, во една млада демократија, во млада плурална држава која што туку што излегла во полнолетство, можеме и очекувано е да се случуваат вакви детски болести. Тоа е факт. Дека ќе се издиференцираат работите, дека ќе изникнат и нови генерации кои што ќе имаат многу поквалитетни идеи и многу посплотено ќе се работуваат. А што мислите по детски болести, бидејќи сите укажувања се дека моментално имаме сериозна криза. Видете, и политичка и институционална, јас верувам дека политичката криза, дури државна. Ова е континуитет, како што спомне професор Десковска, од 24 декември. Таа криза оди во континуитет. Тука беше генерирана прво една голема ситуација во која што јас не би сакала сега да дискутирам, за тоа треба многу време, но она што исто така треба да се земе во предвид дека во таа криза ескалираше исто првиот удар кон институциите на системот. И имаше многу работи про и контра. Тоа отиде така како што отиде и затоа имавме предвремени парламентарни избори минатата година. Кризата доби нов тек по предвремените парламентарни избори, кога опозицијата одлучи не влезе. Значи не се одлажи да влезе во собранието. Јас лично навивав и се молев да влезе. Затоа што ако беа внатре, верувам дека ќе беше многу поразлично. Морам да прашам, премиерот неговиот одговор рече преодна влада може да има, ама на таа ВМРО нема да учествува. Да. Кој е потенцијалот на таа изрек? Дали тоа значи институциите ги почитуваме и функционираат само со нас? Ако има било каква преодна влада во која ние нема да учествуваме во институциите. Дали тоа е повик на улична демократија? Бидејќи гледам дека на тоа вие алудирате, дека институциите беа нападнати. Ако има преодна влада без ВМРО ДПМН да биде член на таа влада, каде ќе биде местото на ВМРО? Видете, ако е легитимниот победник го истиснете на ваков начин од игра, тогаш не знам зошто би бил внатре во таа преодна влада. Тогаш би веројатно добро би се подготвувал и би се спремал да оди на следниот изборен циклус. Дали сметате дека сте дел од власта, каде е институционалната политичката одговорност да учествувате во институциите? Па тие се цело време внатре, опозицијата е надвор, тоа ви зборувам. Значи, видете, вие се поставите... Значи, двојна е уцената. Опозицијата или ние, или тие. И тоа е менталитетот на кој се гледа на институциите. Менталитет беше врз база на тоа што и на собственост, дека партијата мора да има собственост врз институциите. Кои ќе го спроведат и транспарентно процесот за да дојдеме до следниот парламентарен циклус. Предпоставам дека во тој контекст беше кажано сега вие ми ставивте мисла во главата која што кажете дека во моментот во Македонија нема криза од такви димензии која што изискува итно седнување на маса и некаков договор за излез, или не се согласувате дека излезот треба да биде некаква преодна и техничка влада? Јас лично сум против преодна влада. Лично верувам дека треба да ги оставите вака работите како што се до крај, со тоа што верувам дека опозицијата ќе се врати во парламентот и таму ќе се случи една вистинска политичка битка, каде на следните избори ќе видиме промени. Во моментот се тргнати во два паралелни колосека кои што никогаш нема да се спојат. Напротив, се повеќе и повеќе се антагонизира целата ситуација. Како очекувате сами од себе да се следат? Верувам дека народот меѓу себе доста се закрви. И тоа многу ми пречи и лично ми представува ете така е. Мислам дека е голем неуспех на сите наши политички елити, што дојдовме во ситуација да се гледаме на поинаков начин. Верувам во капацитетот на граѓанскиот капацитет, верувам и во позицијата и во опозицијата, дека ќе изнедат сили и можности да дојдат некако, видете, ова веќе е работа трна.
Некако сега сме веќе мислам дека пред кулминацијата. Ова ќе има своја кулминација и после тоа ќе има своја разрешница. Да се надеваме дека нема да допринесеме да се ескалираат работите на еден подруг начин или да ги одведеме на некоја друга страна. Дека има пропусти, дека има работи на кои што треба да се води сметка и да се работи на нив, дека треба да има одредени, можеби, Господ знае, реконструкција или некои нови решенија кои што ќе бидат дадени. Тоа е се во оптек и тоа е се демократски. Но доколку се почитува правниот и уставниот поредок на Република Македонија. Само во тој контекст верувам и давам поддршка на секој еден кој што тоа ќе го стори. Во ситуација каде лично јас ќе пазам или ќе внимавам што говорам на телефон, во ситуација кога нема да знам кој од која страна ми приоѓа со која намера, во ситуација кога треба комплетно да се дерогирам и да престанам да верувам дека немам каде да се обратам доколку имам некој проблем, во тоа простете не сакам да верувам. И не сум имала таков пример. Искрено. И во ситуација кога премиерот го нарекува најголемото демократско студентско движење во Македонија со росоиди, платеници, 200 душа, тоа се види дека не е така. Собрани, се види, тоа беше јасно. Институциите и власта такво најдемократско движење во историјата на Македонија ќе го маловажуваат, и ти после очекуваш од такви властоноси да осигурат правно функционирање на институциите. Добро, ретерира, така. Ама значи, добро, фантастично, значи ќе играме до каде можеме, дали и така е односот со институциите. Па замислете како тоа би го направило тоа што опозицијата кога би направила таков притисок внатре во институциите. Како тогаш би внимавали во однос на законските мерки на се? Нема демократски капацитет да почувствуваат притисок ни од опозиција, ни од никој друг. Значи, пазете што се случува, и го спомнавте студентското движење, па и средношколците што протестираат, им објавуваат потерници на малолетни деца и ги бележат, ги ставаат низ град, ги објавуваат. Мислам, тоа е срамота, тоа се најниски методи што може да се користат. Македонија, за жал, нема сипаници. Македонија е канцер состојба, значи најтешка болест во моментов. И не можеме да ја лечиме со оние масти што се мачкаат врз сипаниците. Значи, треба сериозна работа да се врати довербата во институциите. Очигледно, оваа власт не е способна тоа да го направи. Значи, вие имате ситуација, гледате дека некој е фатен во криминал, со рацете во медот е ставен, фатен во изборен криминал или друг тип на криминал. И сега, на тие луѓе повторно да им дозволите да ве крадат на избори. Значи, тоа е недозволиво. Еве, замислете си, имате колега у канцеларија што е клептоман. Ќе оставите ташна да ви ја чува? Нема да оставите. Значи, тоа е природна реакција на опозицијата, па и на граѓанството да се заштити од оние кои што очигледно ги фалсификуваат изборите. А кога станува збор за легитимитетот на една власт, легитимитетот се мери на две точки. Едната е изборите, што гледаме се спорни, второ е колку таа власт ги штити човековите права. И тоа е спорно. И јас сакам слободно да разговарам на телефон. Ама верувајте, оваа државна безбедност мене не ми дава сигурност дека јас можам слободно да разговарам на телефон. И тоа сите граѓани го шепотеа низ изминатиот период. Опозицијата, значи со тешка мака, стигнува до можност да обелоденува факти веќе за власта. Значи, до сега сето она што го зборувавме врз основа на информација, сега можеме и да го документираме, да го покажеме. И не станува збор за креирани материјали или монтирани. На пресконференциите се изнесуваат делови од материјалите, бидејќи ако ставите еден разговор, некогаш трае 20 минути само еден разговор. Со цел да се презентираат повеќе материјали, ставени се секвенција, потоа целиот материјал е објавен за да се слушне, да се види дека не станува збор за монтажа. Влегуваме во завршницата на овој дел, Артан, враќање на демократијата и социјалната правда и организирање слободни и демократски избори по спроведени сериозни подготовки. Тоа е вашиот став. Што значи тоа сериозни подготовки и спроведени од кого? Во политичката теорија има еден концепт кој се вика демократски избрана авторитарна власт. Тоа значи дека и на најфер избрани избори вие можете да добиете власт која е авторитарна токму поради фактот што има пристап до власта и преиначување на функцијата на институциите, кои по нивната институционална пракса потоа генерираат изборно мнозинство за таа власт. Но изборното мнозинство не значи дека е секогаш мнозинство за благодетна, демократска и прогресивна идеја. Тоа значи, тоа што го кажа Преска, значи дека мора претходно да се вратиме на судир на идеи. Судир на прогресивни идеи и идеи кои се конзервативни и авторитарни.
Таа е вистинската политичка борба. Не се изборите сега за сега ако вие имате изградени институции кои преку нивната активност вас ви генерираат мнозинство. Имаме во историјата доста примери на такви фер демократски избори кои избрале представници и владетели во власта против кои морало после цел свет да се крене да ги реши проблемите со нив. Очигледно е дека договорот, каков и да биде, кон кој што ќе се стреми, ќе го донесат сепак двете водички сили за сега. Каде тука го гледате просторот за како што велите, новите сили? Апсолутно, простор го гледам во градење на широки коалиции и ново граѓанско раздвижување, која ќе се темели на барем 3 столба. Првиот столб е социјалната правда, вториот столб е надетничкото делување. Вие зборивте како ги закрвареа граѓаните. Не, граѓаните во Македонија се закрварени од 91-а, на етничка основа. И тоа е еден сериозен предизвик кој мора да се надмине. И третиот столб е прекинување и завршување со старите политики кои не се засноваат во органско врзување со интересите на граѓаните и кои ќе осигураат граѓанско учество во извршување на власта. Тоа, за жал, до сега Македонија не успеа да го изгради, ама ќе мора да го изгради. А од друга страна имаме огромна среќа што ги живееме најдинамичните времиња во Македонија, во историјата на Македонија, токму поради фактот што во последната година-две имаме најголемо граѓанско раздвижување, мобилизирање, масовно барање од страна на граѓаните да бидат вклучени во процесот на носење на одлуките, барање кое властите до сега потполно го игнорираат, да, се повлекуваат кога ќе се соочат со големен притисок од граѓаните. И тоа е победа на граѓаните. Тоа не е позитивен гест од страна на властите кои мора од почеток да се осигураат дека на граѓаните ќе им овозможат канал за тие нивниот глас да се слушне. И од тоа мислам дека е единствениот ентузијазам кој може да ни гради добро очекување за едината Македонија. Зголемена граѓанска активност, мобилизирање и поврзување на таквите граѓански иницијативи кои нужно во иднината ќе резултираат во ваква или таква во ваков или таков политички глас. Добро, ако досега ги разгледувавме политичката и институционалната димензија, ни преостанува уште малку време за правната и тука има неколку дилеми, но за тоа пократката пауза за реклама. Влегуваме во завршница на вечерашната топ тема, во која мои гости се професорките Рената Тренска-Десковска, Иванка Додовска и Артан Садику, заради неговата скромност, што е одлика на левичарите, значи, и универзитетскиот професор Артан Садику. Последниот дел од завршницата во оваа емисија е околу правните аспекти. Обвинителството побара меѓународни експерти како наблюдувачи, што за дел од јавноста, вклучително и за опозицијата, е недоволно за да се осигура стручност и транспарентност на целиот процес. Десковска, вие инсистирате на оставка од обвинителот и тоа ваше барање не се прифаќа за сега. Како гледате на можното доаѓање на европски експерти, наблюдувачи во правната постапка? Значи, писмото кое што е објавено во јавноста од страна на обвинителството е малку чудно и вели дека се упатиле покана до органите на Европска Унија за испраќање меѓународни експерти кои би биле во тек со работата на јавните обвинители по актуелните предмети. Значи би биле во тек со работата. Што значи тоа? Наблюдувачи без никаква можност да сугерираат експерти кои што... Според подоснежното објаснување, тоа е нивната улога е типично наблюдување. По актуелните предмети, кои се актуелни предмети, значи исто тоа не им е прецизирано. Од друга страна, сега пред да дојдам, читав изјава од Лероа дека Европската Унија може да испрати експерти да помогнат. Сега, од помагање до наблюдување е голема разлика. Значи, наблюдувачот не помага. Тој гледа и се запишува што е добро, што е лошо, и потоа ќе информира некаде кај што треба.
А тој многу што е внимателен и верува во оваа изјава, прво го очекува и он веројатно на прв контакт меѓу двете партии со посредниците, па дури потоа. И во таа негова изјава, гледате он што вели дека треба да се овозможи почитување на владење на право, независно судство, кредибилен и транспарентен процес. Значи, владење на право во Македонија нема во моментов, тоа е јасно на сите. Независно судство исто така нема. Така што имате сериозни предуслови кои што не се исполнети за вие да имате кредибилен и транспарентен процес. Така што од тој аспект, за да се води судски процес во Република Македонија, потребно, посебно за ваква проблематични случаи кои што се, јас да ви кажам искрено, кога ги слушав наводните обвиненија, бидејќи не се уште нема обвинителен акт во случајот Пуч, морам да ви кажам како правник бев шокирана заради тоа што навистина треба многу креативност да седите и да смислувате. Значи мене некој да ми дал задача, ја тоа не сум можела да го смислам за 10 години, лидер на опозиција да обвините за насилство врз државни органи. И насилството кај се вршило? Во премиерскиот кабинет. И пуштате слика во која што премиерот си седи онака лежерно завален на тросет, двосет, што му е тоа, значи на кревет, и тој баш уопште не делува како човек врз кој што е извршено насилство. Во обид, го заборавате елементот во обид. Ама без оглед, ако јас чувствам дека мене некој ми прави обид за насилство, сигурно нема така лежерно да седам и да ме снимаат. Немаме многу време, сосема кусо. Дали ваквата форма, каква што ја бара обвинителството, ви дава вам некаква... не значи ништо. Значи, тоа е просто пасивно наблюдување и тоа апсолутно не значи ништо ако процесот го водат луѓе кои што се некредибилни. Ние веќе слушаме дека и од партнери во владината коалиција кои што заговараат промена на јавниот обвинител и дури се лицитираше и со имиња на лица кои што би имале кредибилитет во двете страни да може да го заменат актуелниот јавен обвинител. Значи, ако немате доверба во оној кој што треба да го гони криминалот, тогаш како ќе имате доверба, значи како ќе верувате дека некој што пасивно ќе го наблюдува, ќе може нешто да придонесе повеќе во тој случај. Така што оставката е клучна. Па јас верувам дека ова е еден обид да се покаже дека има некаква има транспарентност на која што ќе има и некаква гаранција дополнителна од страна на странски наблюдувачи, како и странски експерти кои што ќе дојдат и ќе го процесираат, ќе бидат сведоци и ќе бидат дел можеби од некои менаџерски решенија во текот на целиот овој процес. Она што треба да се води сметка е дека целава оваа ситуација мора да има своја правна разрешница, мора да се види вистината, да дојдеме до вистината. Во моментов не е никој виновен. Значи за сите отворени теми и точки и прашања ќе постои процедура во која што ќе мора да се помине. Според зборовите на премиерот, јас се уште верувам во премиерскиот збор, дека таа процедура судска ќе биде транспарентна и јавна и ние како јавност ќе имаме можност да имаме увид во сите случаи. Од тука произлегуваат многу соопштенија, многу сомнежи, бидејќи премиерот од позицијата која што има не може да вети дали една постапка ќе биде особено во делот на транспарентноста, бидејќи се располага со бидејќи имаме пим мерки кои што не можат транспарентно така да се објавуваат, а и клучниот принцип не може премиер да ветува транспарентност на за власт која е независна. Мислам дека тој е ставен во една многу незавидна. Затоа нужно нас не треба природна фаза. Во ваква ситуација на тензиите да очекуваш дека обвинителството ќе може транспарентно и во мирна политичка ситуација, сепак тие се ја вршат нивната работа во ова што се случува, во оваа ситуација. Со таков притисок внатрешен, ја мислам дека само може да се насочат од еден до друг екстрем, и резултатот да биде потполно не во согласност со точно процедурите, законот и уставот, токму поради фактот што имаме ваква политичка ситуација. Ние мораме да имаме преодна фаза, ренормализација на институциите, па потоа да се отварат сите, апсолутно сите случаи на криминал, корупција во Македонија и потоа од интензитетот на оваа криза која живееме, нас дури ќе ни бидат потребни и комисии за вистина, се викаат комисии Truth and Reconciliation, комисии за вистина и помирување. Не, јас сартам само едно прашање. Токму во идеја ваквите кој ќе ги делегира тие независни чистачи и спроведувачи на редот и поредок? Како мислите независни чистачи? Кои редови?
Од кои редови? Не, јас викам дека институциите мора да се рехабилитираат и самите тие да се ја вршат таа должност. Не зборам за специјални представници, некои чистачи или и водечи на ред, но во ваквата ситуација да очекуваш дека институциите ќе можат како во најнормално функционирачко систем во без никаква тензија да се ја вршат работата е малку сулуда. Ке морат, инаку нема да бидат компетентни, тоа ќе се покаже. Ке се докаже во целиот процес. Ако видите дека работите продолжат, видите, не може вечно да трае една ситуација. Некогаш, како што рековме преска, ќе дојде до својата кулминација и на крај ќе видиме резултат. Ако резултатот е незадоволителен или ако укажува на сериозни прекршувања, тогаш срамотен на тој што го направил тоа. Но треба да оставиме простор, да им дадеме малку шанса. Можеби во целава оваа збрканост и збунетост, ние забораваме дека ние имаме легитимно избрана власт. Значи доставена од страна на преку 500.000 гласа во државата. Треба да се почитува зборот на народот и на граѓаните. Не е само желбата на нас како академска фила или како луѓе кои што да речам доаѓаме од една по-елитна формација, како ние ги доживуваме во секоја власт за интелектуалците погрешна и може да биде подобра. Но она што ја означува символиката на оваа владеачка гарнитура, тоа е гласот на народот. А тука имате компактни 3 елементи кои што стојат за сето тоа. Гласот на народот, сите власти во цел свет и во цела историја на Македонија со глас на народот се гласат. Да, ма тоа е тоа. Тоа е целата приказка. Дури и да прифатиме дека не се согласуваме околу легитимитетот, но Хитлер како дошол на власт? Преку избори? Добро, не мора да такви екстремни. Многу екстремно. Случајно, значи, исто така апсолутно немате значи дури и тука, кај што не се согласуваме дека се легитимни изборите, да ви го прифатиме тоа. Значи, ако гледате дека владењето понатаму не е во согласно со устав, закон, со меѓународни принципи за човекови права, таа власт е нелегитимна. Значи ништо без оглед и на најкристално чисти избори да дошла. Професор Рената, тоа во парламентот треба да го работите, а не вака на улица, не вака на... Ама гледате дека институциите не функционираат. Во парламентот опозицијата вие декор до сега цел изминат период. Значи, имате ли еден пример кај што нешто поминало било прифатено од опозицијата, кај што имате очигледни прекршувања на устав, закон, покренувани се постапки за импичмент и имате стабилно мнозинство. Се излегува дека ги држат со некакви семеници. Очигледно е дека тешко ќе биде на брюселската или скопска маса, се уште не знаеме точно каде ќе биде. Во секој случај, јас ви благодарам на сите тројца што вечерва бевте дел од топ тема и барем во овој форум да проговориме за дел од дилемите и прашањата. Почитувани, утре со вас во топ тема е Александар Чумовски. Останете и натаму со Телма.